повелете прашање. Доколку дали уште не ги презентира ВСК или едноставно ги презентираше тие точки што мисля да мора да бидат закон, дали од нив има нешто фактивно за вас? Забелешките или препораките што ги прават? Најотворено ќе ви одговорам. Зошто сметам дека сите овие постапки од страна на ВМРО-ДПМН не се ништо друго освен лицемерие и обид за да внесат политички калкулации во реализацијата на самата статистичка операција каква што е пописот. Го зборувам ова од причина што од минатата година, ноември ако не се лажам, поправете ме, беше објавено на ЕНЕР законот за пописот. Во тој период до денеска ВМРО-ДПМН немаше ниту една забелешка. Сега кога влезе во собраниска процедура, наеднаш се појавуваат нејасноти, наеднаш се појавуваат дилеми. Јас сум апсолутно убеден и јас сум оптимист дека доколку навистина имаат конструктивни предлози, треба да се даде шанса во постапка на диалог, во една отворена постапка и доколку има конструктивни предлози би биле прифатливи. Но апсолутно мораме од старт сите политички чинители да ја тргнеме политиката од спроведувањето на пописот како статистичко-логистичка операција, која што е многу важна за напредокот на државата, секако и за граѓаните. Не смееме да дозволиме, како што реков и во изјавата, 16 години да бидеме единствена држава во Европа која што нема спроведено попис. Да, повеликата. Дали сте согласни, например, за тоа да се формира посебна комисија за вписвање што вара ВМРО-ДПМН? Например, дали сте согласни да постои пишувачки тима, не само пишувач, со различни етнички структури? Сега зборувам од конкретните забелешки кои што они ги има, веќе се конкретизира што отприлика бара. Дали сте за дефинирање на резидентно и нерезидентно? Принципиелно, доколку навистина сакаа да покажат конструктивност. Еве ќе го повторам одговорот од претходното прашање. Уште од минатата година, од месец ноември, на ЕНЕР беше објавен законот за попис. Од минатата година додека да влезе во собраниска процедура, немаше ниту една забелешка од страна на ВМРО-ДПМН. Ако ги слушаме експертите, сите се согласија со законот таков каков што е, во кој што закон се вметнати регулативите и стандардите на Евростат. Апсолутно ги знаеме и новините во пописот, знаеме дека ќе има комбинирана проверка на податоците, дека покрај тоа што ќе се спроведува од лице на терен, ќе бидат податоците вкрстани и со оние податоци кои што ги имаме во надлежните институции кои што располагаат со податоците. Политички не би одговарал, јас сакам да дадам шанса на диалогот и на разговорите, секако, доколку има навистина конструктивни предлози од страна на опозицијата, не значи дека не може да бидат истите прифатени. Но ќе напоменам, има можност цела година, во текот на таа година немаше ниту една забелешка од страна на опозицијата, така да кај мене лично отвара сомнеш дека на секаков начин опозицијската ВМРО-ДПМН се обидува да го исполитизира целиот тој процес. Ние неколку пати кажуваме дека Христијан Мицкоски честопат оди на средба во Будимпешта и со Орбан, но и, како што тој милува да каже, на смотра пред неговиот вистински шеф, а тоа е Никола Груевски. За детали од средбите, веројатно треба да го прашате Христијан Мицкоски. Дали има договор за шефот на телевизијата, за заводот за телевизија, државниот завод, и зошто, како прашање, зошто мнозинството сегаш бара одржување на оваа комисија или на оваа точка? Ова го кажува, или така кажува шеф председател на комисија. Доколку зборуваме искрено, денешната седница на комисијата на изборите и именувањата беше одложена од страна на председателот на комисијата Илија Димовски. Станува збор за две различни комисии кои што беа последователни закажани. На едната комисија имаше други точки, меѓу другите точки беа и
почнување на административната проверка за членови на програмскиот совет на МРТВ, секако и членови на советот на АВМУ. Знаете дека ние ставивме фокус особено на тие две точки. За жал опозицијата првично гласаше против точките да се разгледуваат како први, за после поузата да биде истото и прифатено. Дали има договор или нема за дието за Меѓу кој дали има договор? власта? Тогаш кога ќе има конкретни информации кои што може да бидат споделени со јавноста, ве уверувам дека навремено ќе бидете запознаени вие медиумите, новинарите, а преку вас и пошироката јавност.